Ученици, добар ден и добре дојдовте на видеочасот по македонски јазик за четврто одделение, кој ќе трае приближно 15 на минути. Денес ќе учиме за реченица и основните реченични членови, подмет и прирок. За работа ви се потребни молив и тетрадка по македонски јазик. Најдобро би било кога ќе ви поставам некое прашање да го паузирате видеото и самостојно да се потрудите да одговорите, а одговорот да го запишете во својата тетрадка. Ќе повторам, најдобро би било кога ќе ви поставам некое прашање да го паузирате видеото и самостојно да се потрудите да го одговорите, а одговорот да го запишете во својата тетрадка. Ќе ви прочитам две реченици. Во пролетта стаса нашите краишта. Втората, играат дворот во децата. Зборовите не се подредени така за да можеме да ја сватиме смислата. Тие се во неправилен редослед. Ако ги подредиме правилно, ќе ја сватиме смислата и ќе добиеме реченица. Ваше задолжение е да ги подредите правилно зборовите во реченицата и да ги запишете во вашата тетрадка. Луѓето во секојдневниот живот се служат со говор, преку говорот ги искажуваат своите мисли, чувства, потреби, желби. Всушност говорот е збор од меѓусебно поврзани зборови групирани во помали или поголеми говорни целини. Затоа ќе кажеме: изговорена или напишана целина со која се искажува една завршена мисла се вика реченица. Ќе повторам: изговорена или напишана целина со која се искажува една завршена мисла се вика реченица. На почетокот на секоја реченица стои голема буква, а на крајот точка, прашалник и извичник. Во реченицата Антонела учи во четврто одделение. На почетокот на реченицата е запишана голема буква, а на крајот од реченицата има точка. Ваше задолжение е да напишете по една расказна, прашална и извична реченица. Реченицата представува целина, поточно група од зборови меѓу себе поврзани во една логичка целина. Тие зборови се членови, односно делови од реченицата. Некои од нив се повеќе, а некои се помалку важни. Во речениците треба да определиме по колку зборови има секоја од нив. Во првата реченица, ѕидарот ѕида. Има два збора. Ѕидарот ѕида куќа. Има три збора. Ѕидарот ѕида куќа со малтер. Има 5 збора. А дали ѕидарот куќа може да биде реченица? Не. Зошто? Затоа што нема завршена мисла. Понатаму, во следната реченица, балерината игра. Кој збор ни кажува за кого се зборува во реченицата, а кој збор ни кажува што се случува во реченицата? Кои прашања би можеле да ги поставиме за да ги добиеме овие зборови како одговор? Кој и што прави? Или пак за кого се зборува во реченицата и што се случува во реченицата? Кој игра? Балерината. Или пак за кого се зборува во реченицата? Балерината. Кој збор ни кажува што се случува во реченицата? Или пак што прави балерината? Игра. Во следната реченица Елена се чешла. За кого се зборува во реченицата? За Елена. Што се случува во реченицата? Чешла. Значи, или пак со зборчињата. Кој се чешла? Елена. Што прави Елена? Се чешла. Во следната реченица момчето свири. Кој свири? Момчето. Што прави момчето? Свири. Зборовите кои ни кажуваат кој го врши дејството или за кого се зборува во реченицата се вика подмет. Значи, зборовите кои ни кажуваат кој го врши дејството или за кого се зборува во реченицата се викаат подмет. Најчесто се именките и заменките. Со кој прашален збор можеме да го определиме подметот во реченицата? Тоа е кој. Во примерот, Жарко прави куќичка за Шарко. Кој прави куќичка за Шарко? Жарко. А додека пак во втората реченица ги реди керамидите. Кој? Дали во оваа реченица има подмет? Подметот во речениците може да биде изоставен или скриен. Сара сонува. Кој сонува? Сара. Тоа е подметот во реченицата. Додека кој збор ни кажува што работи подметот?
Или пак што прави Сара? Сонува. Тие зборови се нарекуваат прирок. Значи делот од реченицата кој ни кажува што работи подметот или што се случува со подметот се нарекува прирок. Прирокот е главен дел од реченицата. Без него нема реченица. Прирокот означува дејство, работа, состојба. Тој е главен дел од реченицата. Доколку немаме прирок, немаме и реченица. Откако ќе го откриеме прирокот, односно откако ќе одредиме дејството во реченицата, многу лесно, поставувајќи го прашањето кој до него, можеме да го пронајдеме и вршителот на дејството, односно подметот. Во реченицата птицата пее, веднаш ќе забележиме дека дејството е означено со зборот пее. И всушност сме го одредиле прирокот во реченицата. Кога пред прирокот ќе го поставиме прашалниот збор кој пее, ќе добиеме одговор птицата. Така сме го одредиле и подметот во реченицата. Главни делови во реченицата се подмет и прирок. Ке повторам. Главни делови во реченицата се подмет и прирок. Подметот го подлегуваме со една линија, а додека прирокот со две линии. Во нашиот пример, Јована гледа филм. Што прави Јован? Гледа. И го бележиме со две линии, тоа значи дека пронајдовме прирокот во реченицата. Кој гледа? Јован. Тоа е подметот во реченицата. Следна активност ние да најдеме во следните реченици да го понајдеме подметот и прирокот. Сонцето грее, Амел собира љубичици, Невена пее во хор, мајка ми готви ручек. Што прави сонцето? Грее, значи го пронајдовме прирокот во реченицата. Кој грее? Сонцето. Тоа е подметот во реченицата. А во втората реченица, Амел собира љубичици. Што прави Амел? Собира. Тоа е прирокот во реченицата. Кој собира? Амел. Невена пее во хор. Што прави Невена? Пее. Тоа е прирок. Кој пее? Невена. И во последната реченица, мајка ми готви ручек. Што прави мајка ми? Готви. Тоа е прирокот во реченицата. А кој готви? Мајка ми. Тоа е подметот во реченицата. Понатаму, да ги поврземе дејството и неговиот вршител. Дејство зборови што означуваат дејство се свири, работи, пишува, лета, лови. А неговиот вршител се ловецот, птицата, ученикот, работникот и штурецот. Значи, треба да ги поврземе. Свири. Кој свири? Штурецот. Работи. Кој работи? Работникот. Пишува. Кој пишува? Ученикот. Лета. Кој лета? Птицата. Лови. Кој лови? Ловецот. Значи, тука ги поврзавме дејството и неговиот вршител, тоест подметот и прирокот во реченицата. И сега на крајот да повториме. Што е реченица? Кои се главни делови во реченицата? Што е подмет, а што прирок? На кое прашање го пронаоѓаме подметот во реченицата? На кое прирокот? Како го обележуваме подметот, а како прирокот во реченицата? На првото прашање, што е реченица? Изговорена или напишана целина со која се искажува една завршена мисла, се вика реченица. Кои се главни делови во реченицата? Главни делови во реченицата се подметот и прирокот. Што е подмет, а што прирок? Зборовите кои ни кажуваат кој го врши дејството или за кого се зборува во реченицата, се вика подмет.
Додека пак делот од реченицата кој ни кажува што работи подметот или што се случува со подметот се нарекува прирок. Прирокот означува дејство, работа, состојба. Тој е главен дел од реченицата и доколку немаме прирок, немаме ни реченица. На кое прашање го пронаоѓаме подметот во реченицата, а на кое прирокот? Тоа е што прави и кој. Како го обележуваме подметот, а како прирокот во реченицата? Подметот го обележуваме со една линија, а додека пак прирокот во реченицата го обележуваме со две линии. Сега една кратка домашна задача ќе имате да го прочитате текстот и да ја пополните табелата според барањата. Значи треба да се најде подметот, треба да се најде прирокот и да се најде кој го врши дејството и какво дејство се врши и да се пополни според барањата во табелата. Јас мислам дека. Тука треба да напишете со да и не според барањата. Дали јас мислам дека ги подредувам зборовите во реченицата, да или не. Знам што е подмет и прирок, да или не. Го разликувам подметот и прирокот во реченицата, да или не. И на крајот ви благодарам и довидување.